Добар ден, почитувани ученици. Моето име е Мире Младеновски и за денес јас ќе бидам вашиот виртуелен наставник по историја. Најпрво ќе ви прикажам на фотографија на која ще прикажам Херодот, или така наречениот татко на историјата, првиот историчар во светот, кој што прв се занимавал со проучување и запишување на минатото на луѓето, а после него следуваат низ историјата безбројни историчари кои што го проучувале и го прикажувале минатото. Но како тие историчари тоа го прават? Како тие знаат што и како се случувало во минатото? Тоа ќе не биде нашата тема. Историски извори. Историските извори се она што на историчарот му кажува за тоа што и како се случувало во минатото. Нека не ве збуни зборот извор, нема тоа никаква поврзаност со вода, туку тоа се извори од кои што извира знаењето за минатото. Додиме поедноставно да го објасниме ова. Постојат три видови на историски извори. Устни извори, пишани извори и материјални извори. Тоа е основната поделба на видовите на историски извори. Сега ќе ве водам на секој од овие три видови на историски извори, за да разбереме нивната суштина. Устни извори. Ќе ги објаснам со помош на оваа фотографија која што гледате, односно цртеж. На цртежот е прикажан еден повозрасен човек, кој што, наречеме, дека е дедо на овие мали деца, и тој дедо им раскажува на своите внуци за некои избеднување од минатото. Усно тоа го кажува и усно им пренесува на децата што и како се случувало во минатото. Ете, тоа е еден вид на усен извор. Но тие усни извори може да бидат различни, може да бидат разни приказни, преданија, народни песни, легенди, сведоштва, нечи интервјуа, се што усно се пренесува од еден на друг човек. Вториот вид на извори беа пишаните извори. Многу едноставно. Пишани извори се се она што е запишано за минатото. Тоа може да биде запишано во разни писма, книги, документи, надписи, часописи, весници, се и се што на себе носи, со себе носи текст, представува пишан извор. Тие пишани извори може да бидат различни типови. Например, вака, може да биде вака камена плоча на која што нешто е испишано. Може да биде на друг материјал испишано, како е папирус. За тој папирус ќе зборуваме нешто подоцна, кој ќе го изучуваме Египет, па ќе се подсетиме и ќе изучиме што е тоа папирус. Понатаму може да бидат разни видови на книги, дали се тоа учебници, романи, енциклопедии, секако вид на книги, како пишан извор. Пишан извор може да бидат и писма, кои што во минатото многу се користеле, да не се заменети со имейл. Може да бидат документи, потврди, некои уверенија, се и се што. Може да бидат многу чести весници, дневни весници, неделни месечници, таблоиди, магазини и слично. Може да бидат и патни исправи, лични карти, документи. Со еден збор, се она што текстуално ни носи информации за минатото. Сето тоа го сметаме за пишани извори. Третиот вид на извори беа материјалните извори, или уште се познати како артефакти. Самиот збор ви кажува дека материјалните извори се нешто што е направено од некаков материјал, од некаква си материја. Тоа може да бидат цели градови, како е стар, веќе разрушен град кој што е прикажан на фотографијата. Може да бидат разни градби, може да бидат споменици, скулптури, накит, садови, алатки, оружја, се и се што е направено некаков материјал. Еве некои примери на артефакти. Еве една златна маска.
Понатаму е еден штит кој што војниците го користеле во војните. Па еве сад во кој што се чувале разни нешта. Понатаму еве на мала скулптура на Божица мајка. Еве обетки. Еве ни друг сад за чување се и се што. Шлем може да биде материјален извор. Може меч. Многу често може да бидат и монети, ковани пари, кои што биле користени во минатото. За ваша информација, сите овие артефакти, сите овие материјални извори што сега ги гледате на екранот, сите потекнуваат од одека од територијата на Македонија. Сега, би сакал малку да разговарам околу веродостојноста на историските извори. Колку и како можеме да им веруваме на информациите што тие ги носат со себе. Додиме поред. Ајде најпрво да зборуваме за усните извори. Усните извори ги сметаме за не многу веродостојни. Зошто? Затоа што можеби оној кој што ни ги пренесо информациите усно, можеби нешто додал, нешто одземал, нешто подзаборавил од тоа како и што се случувало, па таа информација кога ќе дојде до кај нас, нарочно ако потекне од некој дамнешно минато каде што таа од колено на колено се пренесувала низ генерации, додека да дојде до нас, таа може да биде изменета и да не е вистините, да не е раскажува баш онака како што на вистина се случило во моментот. Затоа велиме дека усните извори не се многу веродостојни. И најчесто треба да ги потврдиме, да ги подкрепиме со пишени материјални извори или пак со бројни други усни извори кои што ќе потврдат веродостојноста на истата приказна која што е пренесена усно. Пишаните извори. Пишаните извори и тие можат да не бидат во целост веродостојно, зависи кој ги пишал, со каква намера, со која цел ги пишал, но најчесто на пишаните извори им веруваме доколку потекнуваат од некакви официјални извори или што велиме од некои институции, некои државни органи и слично, а не доколку се некакви си раскази на луѓе пренесени на хартија во текст, или например романи. Романите не мора да кажуваат вистина. Тука авторот на романите може нешто да додава, да одзема, со цел да го направи романот многу поинтересен за читателите, но тоа не мора да значи дека е вистините, дека тоа што во него го пишува е вистиното. За разлика од таквите романи, документи, државните документи, например, се поверодостојни и нив историчарите повеќе им веруваат. Ако зборуваме пак за материјалните извори, за нив можеме да кажеме дека во целост ги сметаме за веродостојни, затоа што тие се направени во одредено време и денес изгледа сосема исто, доколку не се оштетени, нели? И тие носат информации кои што ние како историчари би требало да ги протолкуваме во зависност каков материјален извор имаме. Например, ако има материјален извор некакви ковани монети, на самата монета може да видите ви и денес, пишува кој ја направил, кога е направена. И тоа не го лаже, таа е вистината, ја носи таа вистината информација. Така да може да заклучиме дека од сите овие три видови на извори, на материјалните извори најмногу можеме да веруваме, а најмалку можеме да веруваме на усните извори. А како одиме во минатото, што подалеку одиме во минатото, се помалку имаме, например, усни извори. Бидејќи нема кој да ни го пренесе, никој не го запомнил, не се пренела информацијата, например, да кажеме, од пред 1000 години до ден денес. Напротив, се загубила и никој не помни. Пишаните извори, исто така, рековме дека може да бидат и веродостојни и неверодостојни, зависно од тоа каков извор е. Меѓутоа, во најдамнешното минато немаме пишани извори, бидејќи луѓето се уште не успеале да го измислат писмото, не пишувале и не оставале пишани извори. Голем дел од пишаните извори од минатото па биле со текот на времето уништени, во зависност од каков материјал се. Ако се направени од хартија, таа може да избледе, може да се уништи и слично. Така да, како одиме наназад во минатото, имаме се помалку пишани извори. Што се однесува пак до материјалните извори,
Ние ги имаме и во најдоснежното минато. Веќе се најчесто направени од некои црсти материјали, кои што тешко да се уништат со текот на времето, и ние денес, случајно или намерно, на разни начини, ги пронаоѓаме, ги толкуваме и заклучуваме каков бил животот на луѓето во најдоснежното минато. Ајде, јас се надевам дека ви стана јасно во врска со веродостојноста на историските извори и запомнивме кои видови на историски извори постојат, повторам уште еднаш, устни, пишени и материјални. Сега би сакал да позборуваме малку и за тоа како на друг начин се делат историски извори. Сите овие три вида на историски извори може да ги поделиме на уште две групи. А тоа се примарни извори, значи извори кои што настанале времето кога се случил некој настан. И имаме секундарни извори, или тоа се извори кои што настанале во време по случувањето на историскиот настан. За да ви биде малку појасно, сега ќе ви дадам конкретни примери за секој за устни, пишени и за материјални извори кои што говорат за кој е примарен извор, а кој е секундарен извор. Додиме поред. Кај устните извори сум навел две фотографии, една лево која што е примарен и десно секундарен. Ако речеме дека ова што е примарен извор, кога дедото им раскажа на своите внуци одреден настан кој што тој го доживел, тоа велиме дека е примерен извор, бидејќи тој го доживел тој настан. На десна фотографија пак, ако замислиме дека овој повозрасен човек ја раскажува приказната која што ја чул од својот татко или својот дедо, сега им ја пренесол на своите деца, тогаш тој е секундарен извор, бидејќи тој не го доживел тој настан, туку го слушнал од некој друг. Значи, кај устните извори, ако си видел и доживел некој настан, ти можеш да бидеш примерен извор. Ако не си го доживел тоа, туку си го слушнал од некој други, тогаш си ти секундарен извор. Се разбира, луѓето, историчарите повеќе сакаат да веруваат на примарните отколку на секундарните извори. А да видиме што се случува со пишаните извори. И пишаните може да бидат примарни и секундарни. Овдека ви давам еден пример на примарен пишан извор, кој што е во форма на некој си писмо, кој што некој некому го напишал и го испрати. Тоа е примарен извор. Ако тоа писмо потоа се прераскаже во некој весник, како што е ова фотографија прикажува весникот десната страна, тогаш тоа писмо прераскажано во овој весник би било секундарен извор. Бидејќи настанало многу подосна и го толкува писмото. Се надам дека успеавте да ме разберете кои се примарни, а кои се секундарни пишани извори. Ајде да видиме се со материјалните извори. Материјалните извори исто може да бидат примарни и секундарни. За таа намера одека сум ставил две фотографии. На фотографијата лево на екранот гледате остатоци од некои столбови кои што се сликани на дното од Охридското езеро. Тие столбови во минатото претпоставуваме дека на нив стоеле голем број на куќи, и тоа го знаеме поради бројните предмети што сме ги пронашли околу овие столбови, а потекнувато од данешното минато, од пред неколку илјади години. И тоа е, овие столбови, предмети што таму се пронајдени, се примарни извори. Многу подосна историчарите во Македонија направиле реконструкција се вели тоа, изградиле таа населба што некогаш постоела и изградиле во денешно време, и таа ви прикажана на ова десна страна. Но изградиле онака како што претпоставувале дека таа би можела да изгледа. И затоа таа населба, кој што е представа така наречено наколно живеалиште, денес се нарекуваме секундарен извор, бидејќи настанала многу подосна во однос на примарниот извор. Се надам дека успеавте да разберете која е разликата помеѓу примарни и секундарни извори и зошто историчарите најмногу сака да користат пред се примарни извори. Но доколку нема примарни извори, тогаш користат и секундарни извори при испишувањето на историјата за некој настан кој што се случило во минатото.
Да резимираме и да повториме. Значи, историчарите, за минатото да знаат преку проучување на историски извори. Историските извори ги делиме на пишани, устни и материјални, а воедно сите овие типови на историски извори може да бидат примарни, настанати во времето кога се случил некој настан, и секундарни, настанати многу подесна по настанокот на историскиот настан за кој што зборуваме. Ете, јас се надевам дека ви беше интересно и дека успеавте да научите што се тоа историски извор. До следно видување, убав ден.